Дошол на молитва, има проблеми материализирани во телото, вели дека е верник, сака да го исцелиш ако може, но срцето не му е право кон Господ Исус Христос. Си има некои своји мисли, своја волја, своја правда, своји идеи, не прифаќа, се држи до некои традиции. Видите, се сомнева, а пишано е дека човек што се сомнева нема ништо да добие. И сака да се исцели, сакаш да го прелажеш семокниот татко, Господ Исус Христос, па Духот знае што има во секој човек. Ние кога ќе ги кренеме рацете, јас кога ги кревам рацете како сад избран, како слуга на Господ Исус Христос, како сотрудник, или слегува сила или не слегува. Кога не слегува сила за исцелување, знаеш дека тој ги нема по рамнето сметките со Господ Исус Христос. Сигурно е во идолопоклонство, слави некого друг, си има своја вера, своји традиции, или се идолопоклонство кон себе си, кон своје мислење, кон своја правда. Не простил, осудува, не ја прифаќа неговата волја. Добро е пишано. Со очите ќе гледаат и нема да видат. Со ушите ќе слушаат и нема да чујат. И со срцето да разберат. Да се покајат, да ги исцелам. Мораш да се покаеш. Покајувањето е голем чин. Тоа е умирање на стариот, грешен, паднат, сатански, телесен човек и новородение. Тоа е болен процес да признаеш дека ти си безвреден, невреден, недостоен. Треба да клекнеш пред него, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Ти го давам срцево, дојди насели се со Господ Исус Христос, со Духот, да ме водиш, да ме обликуваш во моето срце. Ја менуваш собственоста од себе собствен во Исусова собственост. Се враќаш да бидеш син Божји, кого го води Духот Божји, категорија татко и син, која е почетна позиција, и ученик, да избришеш се. Имаме луѓе не доаѓаат од време на време, а си тера по својот живот и затоа не примаат, стојат во истата кал, во истата буеница. Ете, тоа се тие состојби. И гледаш дека Духот ти кажува дека не ќе да се покае, не примил, стои и потоа ја кажа својата приказна, ете, мене не ме исцели. Па не те исцели, затоа што ти се држиш до стариот грев. Ти си се уште во гревовната природа. Не ја прифаќаш жртвата на крстот. И затоа сето тоа идолопоклонство на славење било кој друг освен Исус ве води во смрт. Неразбрани галатјани, неразбрани македонци, армакедонските слави за фатија. Скоро доаѓа второто Христово пришествие и тогаш ќе нема повеќе време ни за покаяние во на оваа земја, под ова небо, ќе има ново небо и нова земја, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Од земјата до небесата те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта Твоја да ме преплави. Амин, до Царството Божјо. Амин.